Почитувани председател на владата, господин Зоран Заев, шеф на делегацијата на Европската Унија, господин Неш Богар, постојана представничка на UNDP, господја Сахакјан, председател на ЗЕЛС и градоначалник на Скопје, Петер Шилегов, почитувани градоначалници, председатели на советите, гости од регионот, представници на донаторската заедница, представници на експертската јавност и сите останати кои што сте денеска тука присутни. Дозволете ми на почетокот да му се заблагодарам на председателот на владата за присуството и за неговиот придонес во работата на оваа конференција. Конференцијата организира Министерството за локална самоуправа во соработка со UNDP и со ЗЕЛС, со поддршка на Европската Унија, кои што преку проектот подобрување на општинското управување директно се вклучени во анализата на политиките и градењето на ставовите за подобрување на функционалноста на општините и продлабочување на процесот на децентрализација на власта. Владата во рамките на својата програма за работа го иницираше процесот, а Министерството за локална самоуправа како директно одговорен орган за креирање и следење на системот на локална самоуправа го прошири дијалогот со ЗЕЛС, со општините и со граѓанскиот сектор. Министерството за локална самоуправа со поддршка на UNDP во текот на јуни организираше 3 регионални конференции на кои што општините и најрелевантните институции заеднички ги дискутираа прашањата кои што се од суштинска важност за функционирањето на локалната самоуправа. Врз основа на изнесените предлози и подготвен извештај, чии што наводи ќе бидат презентирани и на денешната конференција, процесот на консултации продолжува и се уште ќе трае со фокусирање на следната фаза на децентрализација на власта. Од една страна владата се определи за продлабочување на децентрализацијата, од друга страна треба да се води сметка за подготвеноста на општините за превземање на нови одговорности и за потребата од дополнителен трансфер на финансиски средства. Сега кога владата го отвори прашањето за трансфер на нови надлежности и ресурси, приоритет е финансиското консолидирање на општините и продолжување понатаму врз основа на принципот на Европската повелба, трансферот на надлежности соодветно да биде следен со финансиски средства. Податоците зборуваат дека малите и рурални општини немаат доволен фискален капацитет. Изразено во бројки, приходите на руралните општини изнесуваат само 14,22% од вкупните приходи на сите општини во 2017 година. 10 општини со највисоки приходи имаат реализирано 46% од вкупните приходи на единиците на локална самоуправа во 2018 година. Во 12 општини со најнизок фискален капацитет, приходите од дотации и други трансфери од централната власт изнесуваат над 80% од вкупните приходи, што значи дека нивното сопствено учество со изворни средства е само 20%. Се уште процесот на децентрализација кај нас не го има достигнат ова ниво на избалансираност меѓу надлежностите и средствата и тоа се одразува на работењето на самите општини. Една работа е рационалното трошење на јавни средства, но за функционалноста на општините исто толку важна е доволноста на финансиските ресурси за сите општини. Бројките алармираат дека крајно време е да се напушти моделот на институционална и да се отпочне со функционалната децентрализација. Паралелно Министерството за локална самоуправа во соработка со ОПСЕ отпочна и оценка на имплементацијата на Законот за локална самоуправа, со што ќе се констатираат сите слабости во системот и се предлагаат решенија за надминување. Процесот е инклузивен, вклучени се и градоначалниците и локалната администрација и граѓанскиот сектор, пошто ќе биде подготвен предлог за измени и дополнување на Законот за локална самоуправа. Исто така со поддршка на Швајцарската развојна агенција правиме евалуација на 10-годишната стратегија за регионален развој. Податоците, бидејќи се вклучени и представници од МАНУ и регионални експерти, експерти од Швајцарија, ќе кажат кои се проблемите и недостатоците на таа стратегија со цел да ги надминеме при изработката на новата 10-годишна развојна стратегија на Републиката. Министерството за локална самоуправа континуирано работи на поттикнување на развојот на општините преку кофинансирање на проекти од програмата за рамномерен регионален развој. Оваа година со околу 7 милиони евра се финансирани и кофинансирани 117 проекти за изградба на локална инфраструктура, како што се локални патишта, пешачки и велосипедски патеки, улично осветлување, уредување на јавни површини, реконструкција на градски пазари, изградба на детски градинки, обезбедување на енергетска ефикасност на јавните објекти, инфраструктура за алтернативен туризам и друго.
Средствата за наредната 2020 година со новиот буџет се зголемени на 8 милиони евра. Министерството за локална самоуправа финансиски ги поддржува општините и преку ИПА програмата за прекугранична соработка финансирана од страна на Европската Унија. Ова е единствениот ИПА инструмент кој што директно им е ставен на располагање на општините. Во овој ИПА програмски период за нашата и за соседните земји на располагање имавме 100 милиони евра. Во 2019 година Министерството потпиша договори за финансирање на 40 проекти во рамките на програмата со Грција, 17 проекти во рамките на програмата со Бугарија и 9 проекти во рамките на програмата со Косово. Во тек се административни подготовки за изградба на нов граничен премин со Грција во Преспанскиот регион, кај местноста Маркова Нога, за што се обезбедени дополнителни 4,5 милиони евра. Покрај овие средства, значителна е и донаторската поддршка за општините што се реализира преку Министерството за локална самоуправа, конкретно преку проектот за зајакнување на општинското управување, финансиран од Европската Унија, преку проектот за зајакнување на општинските совети, финансиран од швајцарската влада. И двата проекти ги имплементира UNDP. Исто така, само оваа година преку проектот Одржлив, инклузивен, рамномерен регионален развој, што Министерството го имплементира со поддршка на швајцарската влада, финансиравме по 2 проекти во сите 8 плански региони. Делегацијата на Европската Унија најави отпочнување на нов проект, наменет само за проекти за општините, со нови 6 милиони евра од ИПА инструментот. Ја користам приликата на Европската Унија и на другите донатори, UNDP, швајцарската влада, USAID и ОПСЕ, да им заблагодарам за соработката и за поддршката. Локалната самоуправа е жив механизам кој што бара постојано да биде надоградуван. Патот е отворен, политичка волја постои. Искрено жалам што процесот на децентрализација и финансиска консолидација може привремено да биде ставен во втор план поради предвремените парламентарни избори. Но искрено се надевам дека локалната самоуправа, како уставна и демократска вредност, ќе ја добие својата втора шанса набрзо. Тоа е и шанса за нашите граѓани да имаат подобри услуги, да го зголемат своето учество во донесувањето на одлуките, да имаат отворени локални власти кои што ќе работат транспарентно и отчетно. Тоа се европски вредности на кои со или без преговори ние мора да продолжиме да работиме. Оваа конференција е добра можност да ги презентираме наодите и препораките од направените анализи и препораки на владиното координативно тело, од експертите, од градоначалниците, од другите министерства и да пристапиме кон подготовка на конкретни решенија. Во исто време е потребно да работиме на зајакнување на сопствените капацитети и на внатрешното организирање. Потребно е воспоставување на систем на постојана координација на хоризонтално и на вертикално ниво меѓу општините и меѓу централната и локалната власт, во кој Министерството за локална самоуправа ќе превземе одговорноста за координација и следење на политиките и предлагање на мерки за подобрување на системот во консултација со ЗЕЛ се разбира и во соработка со сите општини. Ви благодарам.